Ке започнам со еден стих од 1 Коринтијаните 15 глава од 3 до 4 стих. Јас најпрво да ви ја пренесам најважната порака. Која е таа најважна порака? Она која што и мене ми беше пренесена. Која е таа? Христос умре за нашите гревови. Така? Согласно со предствувањето на Светото писмо. Беше погребан и воскресна на третиот ден. Согласно со предствувањето на запишано во Светото писмо. Значи Бог не љуби толку многу што го даде својот единороден Син Господ Исус Христос, кој направи откуп за нашите гревови, простување на гревовите. Тој умре за нас, за ние да живееме вечен живот, и на крстот ја издвојува победата за секој еден од нас, над смртта, над сатаната, над демоните, над болестите, над страдањата. Да, тоа е запишано, Исус е жив и е воскреснат. Меѓутоа, оно што е најбитно, дека Библијата, Светото писмо, не е историска книга. Се што е запишано во неа се живи зборови. Исус е Словото. Тоа значи дека се што е запишано, се ќе се исполни. Така ли е? Како имаме потврда за тоа? Пророштвата од Стариот Завет и ден денеска гледаме ни целиот Стар Завет како преку Христос се исполнети. Целиот живот го чекале Месијата, евреите, но Месијата дојде и тоа се потврдува преку овие пророштва. И за раѓањето, и за страдањето, и за воскреснувањето, и за се она што го имал како служба Христос. Но јас сега ќе зборувам, ќе ви читам стихови кои што се исполнети од Стариот Завет преку Христос. Значи, првото е самото страдање. Дали знае некој кое е пророштво од Стариот Завет? Мислам дека сите го знаеме, е најмногу исполнето. Исаја 53 глава. Ке започнам, ке бидам побрза и динамична, веќе ова го знаете, меѓутоа е како потсетување за секој еден од нас. Тој беше презрен и отфрлен меѓу луѓето, човек на болки, свикнат на страдање, и ние се одвраќавме од него, зашто го одвраќавме од него лицето свое. Тој беше презиран и ние за ништо не го сметавме, но тој ги зеде врз себе нашите болки и ги понесе нашите слабости. И ние мислевме дека тој беше поразуван, казнуван и понизуван од Бога, а тој беше изранет за нашите гревови, мачен заради нашите беззаконија. Казната за нашиот мир падна врз него, преку неговите рани се ицеливме. Исаја 53 глава 3 до 5 стих се исполни во посланието, нормално преку Христос се исполни, меѓутоа го читаме во 1 Петрово 2:24. Тој во самото свое тело ги понесе нашите гревови на дрвото, те и ние умирајки за гревовите да живееме за правдата, преку неговите рани се и целивме. Амин. Сега замислете ја сликата на крстот. Како Исус беше распнат. Видете таа слика, тоа беше меѓу грешници. Се сеќавате на таа слика, може некој од вас филмот го гледал и доека се чита Светото писмо, слики во главата ни доаѓаат. Ова се исполни од Стариот Завет преку Христос, го читаме во Исаја 53:12 глава, зашто јас ке му дадам големо наследство, со силниот плен ке дели, зашто себе си на смрт се предаде и меѓу злодејците беше вброен и ги понесе врз себе гребовите на мнозина, за престапниците стана посредник. И тоа се исполни. Заедно со Исус распна и 20 засторници, едниот од десната, а другиот од левата страна на Исус. Со тоа се исполни Светото писмо, кое предскажа ќе биде изедначен со засторници. Тој беше тепан и плукан, така? Исто во Исаја 53 глава, но волјата Господова беше да го казни и го предаде на мачење, кога ќе го принесе својот живот како милостива жртва, тој ќе види долговечно потомство и волјата Господова ќе напредува преку неговата рака. Ова се исполни во Лука, го гледаме, меѓутоа се исполни преку Христос. Ќе цитирам еден дел, зашто ќе биде предаден на многобоците и ќе му се подсмеваат и ќе биде измачуван и плукан, и кога ќе го бичуваат, ќе го убијат, но ќе воскресне на третиот ден. Му беа прободени рацете и нозете. Ова е пророштво од Стариот Завет, Псалм 22, 16 стих. Глутница кучиња ме обколија, цела чета од злостници се вртат околу мене, ми ги прободеа рацете и нозете. Ова се исполни на самиот крст.
Во Јован Евангелие 20 глава 25 и 27 стих вели: Тома му се го кажува Тома, еден од апостолите, додека не ги видам раните од клинците на рацете негови и не го ставам прстот свој на раните од клинците и не ја ставам раката своја во ребрата негови, нема да поверувам. Потоа му рече на Тома: Испружи го твојот прст, ваму и види ги моите раци, испружи ја твојата рака и стави ја во моите ребра и не биди неверен, туку верен. Ова се исполни и денеска сме сведоци за тоа. Неговата страна беше прободена. А врз домот Давидов и врз жителите Ерусалимски ќе излеам дух на благодат и молитва, така што кога ќе го погледнат оној кога ние го прободеа, ќе плачат за него како што се плаче за единороден син и ќе ридаат како што се рида за првороден. За кого е ова? Во Захарија 12 глава 10 стих се исполни токму едно од војниците го прободе со копја меѓу ребрата и веднаш потече крв и вода. Во Евангелие по Јован. Неговите облеки ќе бидат разделени со коцка, војниците ќе фрлаат ждрепка. Се сеќавате на тој момент, нели? Во Псалм 22, 18 стих: ги поделија моите облеки меѓу себе и ждрепка фрла за мојата облека. Исполнувањето ќе го прочитам во Евангелие по Јован 19 глава 24 стих. Тога се рекоа да не го расипуваме, но да фрламе за него ждрепка, кој ќе биде за да се збидне кажаното во писмото. Ги разделија лиштата меѓу себе и за облеката моја фрлија ждрепка. Така направија и војниците. Му дадоа жолчка со оцет кога беше Исус распнат на крстот. Псалм 69:27. И ми дадоа жолчка да јадам и кога зажеднав со оцет ме напоија. Исполнувањето го направи Исус. Таму стоеше сад пон со оцет. Тие го наквасија сунгерот со оцетот, го закачија на трска и му пренесоа со устата негова. Навистина Исус го истрпе тоа за нас. Не му била скршена коска. И ова е во Стариот Завет кажано во Псалм 34:20 глава. Господ ги чува сите коски нивни, ниедна од нив нема да се скрши. Исполнувањето во Евангелие по Јован, кога дојдоа до Исус и го видоа дека беше веќе умрен, не му ги прекршија колената. Беше понизуван и исмеван. Ќе го прочитам само псалмот кој што е 22, 7 и 8 стих. Сите што ме гледаат ми се подсмеваат, ги растегаат устните, мафтаат со главата и велат: тој се надева на Господ, нека го избави, нека го спаси, ако нели самиот милува. И тоа се случи дека нели царот израелски нека слезе од крстот, да видиме, да поверуваме, го хулеа распнатите со него и книжеците и сите. Тоа го гледаме во Марко 15 глава 31-32. Беше отврлен. Ова е битен момент на крстот. Исус беше отврлен. Во Псалм 22:1: Боже мој, зошто ме остави? Далеко си од моето спасение, од зборовите на моето овкање. Ова се исполни. Во 9-тиот час Исус извика со силен глас и рече: Или, лама савахтани, што значи Боже мој, зошто ме остави? Во Матеј 27:46 стих. Исто има и беше погребан од Бога човек. Можете да прочитате во Исаија 53 глава 9 стих. Исполнувањето го имаме во Матеј 27 глава 57 и 6 стих, каде вели: кога ќе се стемне, дојде Бога човек од Ариматеја по име Јосиф, тој самиот беше Исусов ученик. Тој отиде при Пилат и го побара Исусовото тело. Тогаш Пилат нареди да му биде дадено телото. И Јосиф го зеде телото, го завитка во чисто платно и го положи во својот нов гроб, што го беше излабдил во карпа. И тогаш навали камен на гробната врата и си отиде. Значи, не само страдањето на Исус, туку и воскресението, тоа е проречено и исполнето. Еве еден псалм, 16-10 стих: зашто нема да ја оставиш мојата душа во подземјето, ниту ќе дозволиш твојот светец да види гниење. Ова го кажува во Дела апостолови Петар. Ако се сеќавате на проповета после Педесетница, го цитираше овој псалм, не заради Давид
Давид умре, има гроб свој. Тоа го кажува и во целото послание Дела апостолови 2 глава 29 до 32 стих. Но ќе прочитам само последниот. Ниту беше оставен во подземјето, ниту телото му се распадна. Бог го воскресна овој Исус за кој што сите ние сме сведоци. До толку луѓето и покрај пророштата што ги знаеле, не можеле да видат дека Исус е воскреснат и ги опоменал. Исус своите ученици им го кажал дека вие безумни и на двајцата кога оделе во после воскреснувањето во Емаус и ги опоменал, сите пророштва беа кажани, зар не знаете дека Христос ќе воскресне од мртвите? Но ние знаеме и веруваме дека само Исус е воскресението и животот. Ама да веруваш, значи таа вера да доаѓа од Светото Писмо. Не од традициите, обичаите, затоа што сите велиме верувам, но треба да веруваме во она што е пишано, а тоа е Исус, самото Слово. И затоа нека денеска и секој ден му го посветиме животот на Исус и заедно со него воскреснати да го славиме неговото име. Драги деца и родители, јас денес ќе ви раскажам што е Великден. Великден не е само фарбање на јајца црвени, жолти, плави и шарени, туку се слави за воскресението на Исус. Исус воскресна и ни даде вечен живот. Со крвта негова ни ги прости гревовите. Со камшигувањето доби рани на телото, преку кој здравихме. Исус умре и воскресна. Ни даде вечен живот и треба да се радуваме зашто станавме Божји деца по милост на Бога. А штом Исус умре за нас, ние треба да живееме, но како? Со вера во Него и во тоа што Тој направи за нас. Супер! Убаво е кога сака детските срца да зборуваат за Господа. Чудесно, седнете си. Чудесно е кога се зборува за Господ и кога се слави Неговото име кое над секое име. Амин. Од устата на младенците ќе се прославува името на Исус, ќе се прославува насекаде по целиот свет. Амин. И јас верувам дека живееме во ова време во кое што навистина секој ќе слушне за Божиот Син Исус Христос, нашиот Господ и Спасител. Амин. Во создавање, во Битие, во 3 глава 15 стих, вели Господ: "И ставам непријателство меѓу тебе и жената, и меѓу родот твој и породот неизин. Тој ќе ти ја смачкува главата, а ти ќе го каснуваш во петата." Ова Господ го рече за кого? За змијата, за сатаната, кој што ги наведе Адам и Ева да земат од забранетото дрво, од каде што не смееше да земат плод и да јадат. И затоа Бог ја проколна и змијата, дека ќе се влече, меѓутоа додаде: "И ставам непријателство меѓу тебе и жената, и меѓу родот твој и породот неизин. Тој ќе ти ја смачкува главата, а ти ќе го каснуваш во петата." Запамтете, создавање 3 глава 15 стих. Зошто е важно? Затоа што Евангелие по Јован 3 глава 15 стих и 16 објаснува за тоа дека Божјата промисла се исполнува, имено зашто Бог толку го возљуби светот што го даде својот единороден Син, да секој што верува во Него да не загине, туку да има вечен живот. Зошто е ова важно? Затоа што именно тој е тој кој што ќе ја згази главата на змијата. Така? А таа е окасне само за петата. Разбираме, нели? Значи, Бог најави и потоа го овозможи смачкувањето на главата на змијата, која што наведе на грев, како? Преку човечкиот син, кој што ќе биде каснат во петата од страна на змијата. Сега, неопходно беше Спасителот да дојде. Спасителот да се појави, да дојде на земјата. Зошто? За да го ослободи од смрт целото човештво, бидејќи смртта беше плата за гревот, бидејќи сите сгрешија и заслужија смрт. Како тоа требаше Господ да го направи?
преку тоа што тој со својата смрт ќе го уништи ѓаволот, кој што имаше власт над смртта и со тоа да не ослободи сите нас. Ова го пишува во Евреите 2 глава 14 до 15 стих. Вели, бидејќи чедата, како што тој ги нарече, се луѓе од крв и месо, и самиот Исус стана како нив, со цел преку својата смрт да го уништи ѓаволот, која има власта над смртта, и да не ослободи сите нас, кои цел живот живееме како робови на стравот од смртта. Амин. Зошто е ова важно? Бидејќи Бог, треба да знаеме, го возлюби светот што го создаде. Не го намрази, туку го засака светот што го создаде. Меѓутоа светот отпадна од неговата слава. И затоа Бог реши да го даде, да го пожртвува својот единствен возлюбен син Исус Христос за секој што ќе верува во него, не да исчезне, не да загине, туку да прими вечен живот. Значи Бог не сака луѓето да загинат како резултат на гревот и последиците на гревот, и токму заради тоа одлучи да го пожртвува Исус. Ова значи, во даден момент кога се чувствуваш невредно и дека не те сака Господ или дека нема смисла твоето постоење, размисли одново, бидејќи Светото Писмо укажува на тоа дека многу си засакан до толку што Бог си го пожртвува својот син. Сега вие знаете дека зборот што е кажан нема вредност доколку тој збор не се потврди со дело, така? Исто, песната не е песна додека таа не се испее, и звончето не е звоно додека тоа не почне да звони, така? Што сакам да кажам со ова? Дека љубовта не е љубов додека не ја дадеш. Разбирате? Соодветно, Бог ја покажа неговата љубов за нас, давајки го, жртвувајки го својот син Исус Христос. Кој ќе каже амин? Така да доказот дека Бог е покрај тебе, а не против тебе, е подарокот Исус Христос. Значи Бог не е против тебе, туку покрај тебе. Толкому затоа на Божи објаснуваме што значи Емануел, Бог со нас, уз нас, до нас, покрај нас. А веќе на Великден осознаваме што Господ направи целосно за нас, целосно откупување и спасение. Во Евреите 9 глава 22 стих вели: всушност според Мојсеевиот закон се исчистува преку попрскување со крв, и без пролевање на крв нема простување на гревовите. Го знаеме тоа, нели? Значи, зошто беше даден Исус? За пролевање на неговата крв. Сега вака. Адам и Ева во рајската градина блескаа со Божјата слава, зрачеа со Божјата слава. И токму таа слава, во која што беа обколени, од која што се ширеше од нив и зрачеше низ нив, предизвикуваше сите животни во рајската градина да се покоруваат само со еден збор кажан од устата на Адам или од устата на Ева. Но кога сгреши Адам и Ева, славата на Бог се оттргна од нив. Разбирате ли? И што се случи тогаш? Бог беше тој кој што обезбеди кожа за нив, бидејќи беа голи. Како обезбеди кожа? Бог беше прв кој што даде жртва за гревот што го направија Адам и Ева. Односно, Бог пролеа крв од јагне и обезбеди кожа за луѓето. Адам и Ева беа голи, но не на начинот на кој што ние си мислиме дека се голи. Божјата слава се оттргна од нив и тие сватија дека се ранливи, голи, посрамени, оставени сами на себе. Што направија Адам и Ева? Зедоа лисја од смокви и си направија облеки за себе, така? Но, со тој чин
тие направија некрвна жртва. Слушате внимателно. Со самиот чин да си обезбедат облека од смоквини лисја, тие не направија крвна жртва. Океј? Меѓутоа во Словото пишува дека без пролевање на крв нема покривање на гревот. Така да тие се покриваа, бидејќи осознаа дека сгрешија, но не можеа да бидат покриени, бидејќи немаше крвен принос, жртва. Не принесоа. Бог тоа го направи за нив. Бог сакаше да им покаже колку гревот е сериозен и последиците на гревот. Дека гревот предизвикува смрт, дека платата за гревот е смрт. Па затоа Бог уби животно, невино јагне, кое што умира за виновниот. Значи, праведниот или праведното јагне гине за неправедното. Океј? Кое што значи дека оној кој не греши го превзема гревот од оној што сгрешил. Дали разбираме? Бог сакаше и го демонстрираше тоа и потоа ги покри со крв Адам и Ева, зашто без пролевање на крв нема простување на гревови. Кога читате во создавање, овие детали ги нема. Но треба суштински да гледате низ призмата на пролевањето на крв од животни кои што се даваат како жртва за покривање на грев. Кое што највеќе е објаснето, освен во Второзаконие, во Евреи, во Новиот Завет. Амин. Значи, сега покривалото или облеката веќе е обезбедена. Значи, за Адам и Ева беше тоа обезбедено, меѓутоа денес за нас ние сме облечени со што? Со крвта на Исус, односно со праведноста на Исус, кое што представува, нели, праведноста со кое што се стекнуваме, не ја заработивме. Зошто е ова важно да се истекне? Бидејќи Бог е тој кој што обезбедува жртва, обезбедува начин, обезбедува средство за откупување, за исцеление, за спасение и така натаму. Така? Значи, тоа е Божја промисла, Божја волја, Божја благодат, значи, Божји начин на обезбеденост, она што ни е потребно, Божјо снабдување за наше спасение. Значи, Бог обезбедува и прави комплетно дело кое што е вечно, зошто бидејќи Бог е вечен. Амин. Затоа ние денеска стоиме пред Бога совршено. Внимавајте што зборувам. Совршено стоиме пред Господ. Зошто совршено стоиме? Затоа што сме покриени со совршената крв на Исус, не со собствените дела пред престолот на Бога. Никој со собствените дела не може да се оправда пред Бога. Сите ние можеме да застанеме пред Отецот Небесен и пред Неговиот престол благодарение на крвта Исусова што се пролеа за нас. Значи, кое е нашето јагне жртвено кое што се даде? Исус, така е. Тој ги зема гревовите на светот и затоа Јован Крстител кога првпат го виде, што кажа? Еве го Божјото јагне кое ги зема гревовите на светот врз себе. Во Стариот Завет, пред доаѓањето на Исус, што владееше? Владееше законот кој што Господ го даде преку евреите, така? Преку Мојсе за евреите, за да се спазува одреден стандард кој што и онака не можеше да биде задоволен. Евреите даваа жртви во храмот, така? Даваа жртви за нивните гревови. Тоа беше чин во кој што грешниот човек положува раце врз невино јагне. Замислете дека сега тука имаме јагне. И грешниот човек што прави? Ги става рацете на јагнето и се идентификува со него. Соодветно, невиното јагне ги превзема сета вина, срам, грев, беззаконие од грешниот човек, а пак она што го представува јагнето како невиност, како праведност, преминува кон грешниот човек.
што значи дека се случува размена. Така ли е? Значи, јагнето не направило ништо лошо. Тоа едноставно само ги прима и вината, и гревот, сето тоа го прима од грешниот човек врз себе си. Така ли е? Сега, она што е важно да знаеме дека јагнето го завзема или го превзема местото на самиот човек кој што е грешен. Он оди наместо човекот да плаќа, јагнето фактички ќе го плати тој грев. Што се случува? Самото јагне ја превзема одговорноста врз себе, полно со сета вина, полно со грев, и човекот ја зема праведноста и невиноста врз себе си. Пазете, јагнето не заслужува осуда. Кој заслужува осуда? Грешниот човек, така ли е? Грешниот човек не заслужува слобода, но е ослободен бидејќи има крвна жртва која што ги покрива неговите гревови. И што се случува кога човекот ќе ги трансферира, кога ќе ги пренесе гревовите, вината, срамот, беззаконието врз јагнето? Потоа свештеникот го убивало јагнето и го принесува на самиот олтар, каде што судот, Божиот гнев, паѓа врз јагнето како оган, огнот се крева и Бог ја прифаќа заменската жртва која што е осуда врз јагнето наместо да биде врз грешникот. Значи, се што заслужува грешникот е гнев и осуда од Бога, но бидејќи ги ставил рацете врз јагнето, ги пренел своите гревови врз него, сета казна на кого паѓа? На самото јагне. А сета добрина, благослов, живот во изобилие го превзема човекот од самото јагне, односно она кое што му следува на невиното јагне. Кога зборуваме за јагниња жртвени, тоа е предслика за доаѓањето на Исус, Божјото жртвено јагне. Така ли е? Така да тоа што ти го заслужуваш, не го добиваш заради Исус, и она што се паѓа на Исус како благослов, живот и така натаму заради самата невинност која што ја има, тој тоа ти го дава на тебе, на мене и на секој што верува во него. Во Евангелие по Јован 10 глава 10 стих Исус вели: крадецот доаѓа само да украде, да убие и да погуби. Јас дојдов за да имаат живот и да го имаат во изобилие. Амин. Значи Исус на крстот што стана? Заменска жртва на место нас. И тој го превзема чие место? Нашето место. И тој што зема? Што плати? Казната за нашите беззаконија падна врз него, така? Кога ние ја положуваме нашата вера во Христос, кога му веруваме во Христос, тогаш што е исто како да ги положуваме рацете врз жртвеното јагне, како што ви објасни во Стариот Завет. Разбирате ли? Така да кога нашата вера ја положуваме во Христос, тоа е исти чин како кога би ги ставиле рацете врз жртвено јагне и би ги пренеле сите гревови и сето беззаконие и сета вина која што следува врз нас. Така да ние со верувањето во Исус, положувајќи ја верата во Исус, се случува трансфер на сета вина, на сето страдание, на сите гревови, последици на гревови, врз самиот Исус, кој што е жртвено Божјо јагне. Односно, Исус постанува како да си ти на крстот. Он го завзема твоето место, моето место, местото на секој грешник. И од невин што станува? Виновен. Но во него немаше грев. Никогаш не направи грев, но он стана грев. Точно во моментот кога тој го превзема сиот грев, сите гревови од сите луѓе, од целиот свет, што се случи? Он искуси отфрленост од Бога. Затоа рече: Ели, Ели, лама сабахтани, Боже мој, зошто ме остави? Односно искуси целосна отфрленост, бидејќи Бог е свет и праведен. И во неговото присуство не може да влезе грев. Исус немаше грев, но земајќи го нашиот грев, стана грев за нас.
И во тој момент не можеше веќе да остане во присуството на Бога, почувствува отфрленост од Бога. И затоа тоа го кажа. А на крајот пред да го предаде својот дух во рацете на Таткото Небесен, што кажа? Свршено е. Делото кое што требаше тој да го изврши, откупителното дело, Исус го изврши на крстот. Еднаш за секогаш. Амин. Кој ќе каже? Во 2 Коринтијани 5 глава 21 стих вели: Бог го даде Христос, кој немаше никаков грев, да биде жртва за нашиот грев, да преку него ние да се здобиеме со Божја праведност. Амин. Што значи ова? Ова значи дека ти стана како него. Он стана како тебе, а ти стана како него. Каков е тој? Чист, невин, праведен. Што значи? Дека ти се здоби со Божја праведност и каков стана? Оправдан, невин, Божји син, Божја ќерка, која или кои живеат со вера во она што јагнето Божјо го изврши. Амин. Дали си ти таков Божји син или Божја ќерка? Дали живееш со уверувањето во она што Исус го изврши на крстот? Да? Ако е така, тогаш нашата вера е победничка. И со таа победничка вера ги надминуваме сите искушенија, слабости и сето она кое што ѓаволот сака да го наметне. Не се бориме сами, не се спасуваме сами. Туку, ние веќе имаме Спасител и ја живееме спасеничката вера. Така ли? Зошто ова јас го истакнувам? Бидејќи денес некогаш пак се обидуваме со смоквени листови да ги покриваме нашите гревови, нашите грешки, нашите пропусти. Како го правиме тоа? Кој ќе ми каже, дали знаете како правиме смоквени лисја? Со кој што се покриваме? Смоквините лисја представуваат наши обиди, наши залагања, преку вршење на добри дела да се оправдаме, да се спасиме и да се помириме со Бога. Пример, дома ќе се искараш со сопругот или сопругата, ама надвор гледаш просјак и бидејќи ти е грижа на совест заради кавгата дома, чекај сега тоа да го покриjem, 100 денара ќе дадеш на просјакот, евентуално 200, а ти повише кој ќе дадеш, повише ти се чистело. Разбирате? И така се случува, луѓето така прават. Донираат не со цел да се прослави Господа, туку донираат и даваат, прават добри дела, за да ја исперат својата совест. Но никој не може да си ја испере својата совест со добри дела. Така ли е? Затоа е многу важно да сватите дека ние со добри дела не можеме ниту да се оправдаме, ниту да се помириме со Бога, ниту да се приближиме кон Бога. Ништо. А кога тоа го правиме, тоа е исто како Адам и Ева, кои што си направија, си сплетоа облека од смоквини лисја за да си ги покријат гребовите и срамотата. Зошто ова го истакнувам одново? Бидејќи не треба да заборавиме дека сме спасени, бидејќи имаме Спасител, кој што сега се застапува за нас пред Отецот Небесен. Така ли е? Во Ефесијани 2 глава 8 и 9 стих, што читаме од апостолот Павле? Вели, зашто по благодат сте спасени преку верата. И тоа не е од вас, туку е дар Божи, не од дела, за да не се пофали некој. Така вели Словото. Значи, како сме спасени? По благодат. Што беше благодат? Милост Божја која не ја заслужуваме. Само преку благодата ли? Не, туку и преку верата. Благодата доаѓа од Господа, од Негова страна, а верата доаѓа од наша страна. Значи, по благодат сме спасени преку верата. И тоа не е од нас, дури и верата не е од нас.
и спасението не е од нас, не заслуживме. Сето тоа е Божји дар, не од дела, за да не се фали никој. Значи, без разлика дали живеете супер морален живот, безгрешен, така да се изразам, без разлика на вашите заложби што ги правите, добри дела, донаци што ги спомнав, никој не може да ги задоволи Божјите возвишени стандарди за праведност и светост. Тие Божји стандарди беа објавени преку законот што беше даден преку Мојсей во Стариот Завет. И единствено Христос кога дојде, го исполни законот, но кога дојде, донесе благодат и вистина. Законот беше даден преку Мојсей, вели Словото, а што беше преку Исус? Благодата и вистината. Значи, Бог е тој што обезбедува оправдување, снабди жртва за нас, жртвено јагне, преку која ни овозможи секакво изобилие, но и разрешување од проклетство. Така ли? Разрешување во проклетство значи кога си под проклетство и болести, и беда, и сиромаштија, и немање род, и тоа што го имаш да го изгубиш, и целосно страдање и изолација од Божји благослов. Сега, Исус вели, ако сте ме виделе мене, сте го виделе Таткото небесен. Така ли е? Исус беше нашата замена на крстот, се даде себе си за нас и по благодат што ни дава живот изобилен. Зошто? Затоа што сите Божји ветувања во Христос се да и амин. Само кога веруваме во Него, имаме достап до скапоцените Божји ветувања, преку кои што имаме божествена природа и наследуваме она што Бог го има за нас, а тоа е нераспадливо наследство. Амин. Прашањето ми, ако знаеме дека Исус ни даде живот изобилен, тогаш да прашам, слушнете, дали Исус земаше нешто од луѓето додека ја извршуваше својата мисија на земјата? Не. Тој ги снабдуваше луѓето со здравје. Така. Им даваше слух на глувите, им даваше вид на слепите. Така. Им даваше живот на мртвите, односно ги воскресуваше. Така. Ги ослободуваше луѓето од демони. Така. Тој никого не го разболе. Така. На болеста, кога му кажуваа луѓето дека се болни, лепрозни, дали Исус им велеше, аха, тоа е Божја волја? Не. Дали Исус им викаше, чекај сега, нека ти е болеста за да научиш да си понизен? Не. Дали Исус на некого му наплати за крштевање? Дали казни некого со лепра, со смрт? Пазете, тој не ги казни ниту царинарниците, даночниците, богатите и оние што беа во проституција. Никого не го казни, така ли е? А дали некого Исус го направи сиромашен? Не. Напротив, тој унапредува. Кога во твојот живот зацарува Исус, тој те унапредува во сите сфери и области на твоето постоење. Зборувам и духовно напредување и материјално. Зошто ова го спомнувам? Бидејќи момчето кое што беше на гората на блаженствата имаше колку риби и колку лебови. И што се случи? Исус ги намножи и колку души се нахранија? Над 5000 луѓе. Дали тоа значи дека осиромашува момчето? Не, туку преумножува Господ. Разбирате ли? Кога зборувам за живот изобилен, тоа значи дека она малку што го имаш, ако му го довериш на Господ, Господ ќе го преумножи. Но ако не му веруваш на Господ, тоа малку што го имаш, искајки го, надевајки се на нешто дека аха, и тоа ќе го изгубиш. Затоа ние треба да знаеме дека Исус е средството или начинот или јагнето преку кое се обезбеди и оздравување, исцелување
и спасение, и снабдување, и живот изобилен, и Божја праведност. Знаете, Исус ги исцелуваше сите луѓе, но не сите во Израел беа исцелени. Слушнете внимателно. Сите оние кои што му се обратија, тие сите беа исцелени. А во Израел имаше насекаде болни. Може да размислиме дека не сите му се обратија на Исус. И денес е така. И денес велат има болни, одете ваму, молете се за исцелување на болни. Или одете таму, или одете ваму. Но ние во Библијата читаме дека болните пристапија кон Исус. Каде што беше поканет, отиде Исус и ја покажа, ја демонстрираше љубовта на Отецот со исцеление, воскреснување и така натаму и така натаму. Значи, Бог ја исполни неговата совршена волја преку неговиот возљубен син Исус Христос. Амин. Во Римјани 5 глава, 8, 9 и 11 стих вели вака: но Бог ни покажа колку многу не сака кога го испрати Христос да умре за нас, уште додека бевме грешници. Сега, откако сме оправдани преку крвта на Христос што се пролеа за нас, како сме оправдани? Што се пролеа за нас. Кажи, преку крвта на Исус што се пролеа за мене, сум оправдан. Ете така, стихот вели, откако сме оправдани преку крвта на Христос што се пролеа за нас, можеме да бидеме уште посигурни дека заради Исус ќе бидеме поштедени од Божјиот гнев. Затоа имаме причина да се гордееме со Бог и со оно што Тој го направи за нас со посредство на нашиот Господ Исус Христос, кој не смири со Бога. Амин. А во Римјани 8 глава 1 стих што вели? Дека сега нема осудување за оние кои што се во Христос и кои што одат не по телото, туку по духот. Што значи дека нашиот живот веќе треба да е во изобилие на Божиот благослов, сигурни да сме дека Бог ни обезбедува живот изобилен, да му довериме секој еден аспект од нашето постоење и да живееме без страв, дека ќе ни се случи Божји гнев, дека Бог ќе не казни со болести, со едно, со друго. Да живееме сигурни во тоа, дека Бог има совршена промисла, замисла за нас, кое што се реализираше преку Исуса Христа. Во Стариот Завет, да ти се случи Божји благослов, беше условено. Ако ги исполнуваш заповедите, ќе бидеш благословен. Но исто така во Стариот Завет беше објавено дека вели Господ, дека јас ги знам моите замисли за вас, замисли за добро, иднина и надеж. Сега во Исуса Христа, кој што го исполни законот, сите Божји замисли се остваруваат врз нас, без разлика дали ние заслужуваме или не, бидејќи Исус заслужи за нас. Значи, не може човек да каже дека верува во Бога. Општо. Тоа е само реченица. Мора да осознаете дека помирувањето со Бог Таткото се случува исклучително заради Исус. Нема друг посредник. Он ја пролеа неговата крв за ние да сме помирени со Бога. Ова намерно ве прашувам, затоа што некогаш се заборавате и мислите дека заради добрината што ќе направите, ќе бидете помирени со Бога. Тоа не значи да не правите добрини, но добрините треба да се резултат или производ на тоа што Бог работи во вас и живее во вас. Манифестација на благодата Божја која што тече низ вас и се излева низ добрини. А не добрини да се вршат со цел да се помирите со Бог. Дали го разбирате ова? Ова е клучно да се свати. Сега, зошто јас ги истакнувам овие нешта? Бидејќи проповедта може да се каже, како што еве Јана убаво слово ни кажа, разбравме се, но практиката во секојдневието е многу важна, затоа што во оваа црква ние учиме практично да го живееме духовниот живот. Вие не сте во театар само слушај и не применувај.
Вие не доаѓате во црква за сензација да искусите, каде што само се пројавуваат знаци и чуда со бркање демони, зборење на нови јазици и исцелување. Ако вие само заради тоа сте привлечени да доаѓате во црква, тогаш вие сте луѓе жедни за шоу бизнис, за шоу, за представа, за театар. Ние имаме нешто повеќе од тоа. Го имаме Исус. И затоа ние треба да сме привлечени од Исус и да доаѓаме во црква. Не од помазанието. Помазанието тече заради Исус и преку Светиот Дух. Но клучно е да имаме сврзаност со Христос. Многу пати сум ви велел, не сакам никој од вас да го направам зависен од мене, затоа што јас знам што значи да ги задоволуваш потребите на луѓето уште во моето минато, кога не бев спасен. А денес во христијанството гледам многу луѓе кои што се во улога да послужат на луѓето, но забораваат да ги учат луѓето како тие да станат зависни од живиот Господ Исус Христос. И затоа неопходно е да разберете дека не се што лета се јаде, не од секој извор се пие. Бидејќи сензации може да прави и непријателот. Манифестации и знаци може да прави ѓаволот. Дури да се претвори во ангел на светлина и со ласкателност да те привлече. Дури и видеа на интернет да има со знаци и чуда прогледуваат, слепи куци продуваат. Демони врескаат, интервју им прават. Но, дали се издига Исус? Дали се прославува Неговото име? Дали те учат жедно да се наведнеш и да пиеш од изворот на животот кој што е Исус? Е најголемото прашање. Дали на Него му се препишува славата и честа или се става акцентот колку е продуховен човекот и какво помазание има? Исус, ама човекот е помазан, нека да ме допре како што жената со крвотечение го допре Исус за ресите. Видете, јас ако работам за моја слава, ова нема да ви го зборувам. Ама ви зборувам затоа што одговорно стојам и моја должност е да предадам слово живо, кое што ве упатува на тесниот пат, некаде што оди цел свет со традиции, јајциња и различни религии, религиозни обреди. Туку со жива релација со Бога. Суштински што ќе го промени животот и срцето и твојата перцепција, твоето разбирање за Божјата љубов, колку е длабока и широка. Разбирате ли? Затоа е многу важно да разбереме, ако вистински му се доверуваме на Исуса, тогаш, слушнете убаво, ова Господ ми го даде да ви го пренесам. Посебно е. Тогаш во Господа ќе почувствуваш сигурност, ќе почувствуваш прифаќање, ќе почувствуваш љубов, но не само чувство, него внатрешно ќе искусиш дека си Божјо дете и дека Бог ти е Аба, дека ти е татко. Но, од друга страна, во Господ ќе се чувствуваш благословено, потврдено, подкрепено, прифатено, возлюбено, ама во светот ќе искусиш нешто кое што Исус го доживеа на патот кон Голгота. Тоа беше исмевање, омаловажување, тоа беше лажно обвинување, тоа беше неправда, а со еден збор отфрленост, кое што Исус ја искуси како израз на омразата од луѓето што припаѓаа во светот. Дали разбира? Што искуси Исус на патот кон Голгота? Заборавивме ли? Понижување, отфрленост, омраза од луѓето на светот. Зошто ова ви го кажувам? Бидејќи несомнено е дека вие, ако сте вистински во Исус, ќе почувствувате во светот, не во Бога ќе имате сигурност, љубов, прифаќање, благост. Но во светот несомнено е дека ќе искусите отфрленост од луѓето. Отфрленост. Нема да ве сака.
ќе ве озборуваат, ќе ве омаловажуваат, лажно ќе зборуваат за вас, неправда ќе ви вршат и ќе мислите како заслужувате таков третман. Дали разбирате? Но твојата љубов треба да обстане во Исус. И сите да ме напуштат, Исус останува во мене и јас во Него. Дали разбирате? Значи, светот ќе ти понуди лажно прифаќање, краткотраен углед и признание ќе те тапшат по рамо, што си убава сестро, што си добар брату. Во првиот момент кога нема да им ги задоволиш нивните потреби, ќе викаат, не чиниш за ништо. Така да, залудно е да угодуваш на светот. Исус затоа ни вели, не сакајте го светот и она што е во светот. На друго место, не угодувајте на луѓе, туку на Бога. Кој ќе каже амин? Ако претрпуваш прогонство, одбивање, отфрленост заради кого? Заради Христос, ете ти потврда дека си Негов. Но ако никогаш тоа не си го искусил и бираш безбедна страна за чувување на твојот углед, демек што лошо ќе речат луѓето, тогаш ти светот се уште го сметаш за релевантен, за давател на вредности. А во светот тоа што е вредно пред Бога е мизерно, невредно. Исус нас не предупреди и не подготви за тоа. Тој ни е подари неговата љубов, која што ние ако во целост сме дозволиле таа да не исполни, тогаш ќе го искусиме отфрлањето од свет. Пазете, од Бога ќе почувствувате благодат и ќе ви се отвори се, но во светот мир нема да најдете. Напротив, каде и да одите, ќе биде како да им пречите. Каде и да одите, ќе се почувствувате вишок. И тоа нека не ве повредува, тоа е уште една индикација дека не си од овој свет, туку му припаѓаш на Бога. Се дури ти е грижа што луѓето мислат за тебе и негуваш углед пред нив. Ти седиш на две столици, ниту во Господа си 100% оддаден, ниту во светот. А човек со разделена душа да не помисли дека нешто ќе добие од Господа. Бидејќи таа разделеност носи сомненија, кој се сомнева не е постојан во ниту еден од своите патишта. Амин. Затоа Исус нас не подучи, го читаме тоа во Јован 15 глава, 18 и 19 стих, вели: ако светот ве мрази, знаете дека мене ме мразеше пред вас. Ако бевте од овој свет, светот би ги љубил своите, но бидејќи не сте од светот, туку јас ве избрав од светот, затоа светот ве мрази. Халелуја! Халелуја! Зошто светот ме мрази? Затоа што Исус ме сака и ме избра. Кажи го тоа. Зошто Исус ме мрази? Затоа што Исус ме избра од светот и ме засака со непропадлива љубов. Алелуја. Ако ти знаеш дека си откупен од канџите на ѓаволот, ако ти знаеш дека не припаѓаш на овој свет, ако знаеш дека тебе ти се простени гревовите и ако знаеш дека ти си Божја праведност преку Христос, тогаш не живеј за светот, не живеј за себе, туку живеј за кого? За да го прославиш името на Господ Исус Христос и да раскажуваш за неговите совршено добри дела, кои што секојдневно ги искусуваш и си очевидец за истите. Амин. Значи Исус е Божјото јагне кое е заместителната жртва, која што е невината жртва, пожртвувана за нас виновниците. Така да Он ја превзема вината врз себе. Како е тоа направено? Како се случи тоа? Пишано во Евреи 9 глава, 12 до 16 стих. Христос пренесе крв во најсветото место еднаш за секогаш, но не крв од јарци и јунци, туку ја принесе сопствената крв и на тој начин за секогаш го обезбеди нашето спасение. До кога? Има рок на траење. За секогаш го обезбеди нашето спасение. А ако според строгиот религиозен систем, луѓето телесно се исчистува попрскувајќи се со крв на јарци и бикови, со пепел од јуници, колку повеќе тогаш може да постигне крвта на Христос? Преку вечниот дух, тој се принесе себе си
како совршена жртва пред Бог. Неговата крв ја изчистува нашата совест од дела што водат во смрт. Така ли е? Зошто? За да му служиме на живиот Бог. Христос умре за да ги ослободи од казната оние што сгрешија и го прекршија Стариот Завет. Така тој стана посредник меѓу Бог и луѓето на еден нов завет, преку кој сите што се повикани од Бог ќе го примат вечното наследство што Бог им го вети. Ваквиот завет всушност е тестамент. Тој стапува на сила само откако ќе умре тој што го напишал. Амин. Откако умре, Бог го воскресна Исус на третиот ден. Зошто? Размисли. Зошто? Вие само знаете и да го кажете, да го продуцирате. Но зошто? Зошто? Бог не го воскресна Исус од мртвите бидејќи е Бог или Божи син. Тој имаше совршен живот, праведен живот, молитвен живот. Исус правеше чуда, правеше добрини и можеше да биде грабнат и кренат во небесата со огнена кочија, нели? Не. Исус мораше да умре, бидејќи без пролевање на крв нема покривање, односно поростување на гревови. Требаше да биде света крв, безгрешна крв, невина крв. Животните беа само од временски тип. Тие не можеа да го променат срцето на луѓето. Тие временски прикриваа грев. За еден грев, ама за целата грешност требаше да има совршена жртва. А тоа беше Божиот син. Амин. Нема друг начин за да бидеме спасени и оправдани. Нема друг пат за да отидеме при Бога освен преку Исус. Нели он каже, јас сум патот, вистината и животот и никој не доаѓа при Таткото небесен освен преку мене. Значи Исус беше роден за да умре. За кого? За тебе, за мене, за сите нас. Сега, разбравме зошто умре. Но прашањето е зошто го воскресна? Зошто Бог го воскресна Исус? Одговорете ми или не се поместуваме тука. Добро да се пројави славата на Бога. Во ред, меѓутоа има уште нешто. Затоа што? Смртта не можеше да го задржи во ред, за да се исполни волјата на Бога. Ајде вие, за да ја победи смртта. Добро и тоа се случи, но има уште нешто. Ајде. За да бидеме и ние воскреснати. Добро, ајде. Добро. Сето тоа може да се разбере во еден аспект и тоа се оствари. Но главната причина зошто Исус беше воскреснат го читаме во Светото Писмо. Во Римјани 4 глава, 21 читам до 25 стих, вели вака. Авраам беше наполно уверен дека Бог е способен да го исполни тоа што го ветил. Така ли е? Амин. Затоа тоа му се припиша како праведност. Значи, верата на Авраам му се препиша како праведност. Овој начин на стекнување праведност пред Бог не важеше само за Авраам, туку важи и за нас, што веруваме во оној што го воскресна од мртвите нашиот Господ Исус, кој беше предаден на смрт за нашите гревови и беше воскреснат за ние да бидеме оправдани. Амин. Зошто Исус беше воскреснат? За ние да бидеме За ние да бидеме Значи Исус беше предаден на смрт за нашите гревови и беше воскреснат за ние да бидеме оправдани. Кој да биде оправдан? Кој да биде оправдан? Кажи јас. Кој е Божја праведност во Христос?
Денеска се слави воскреснувањето на Исуса Христа, а тоа е објава, доказ дека тој е воскреснат за ние да бидеме оправдани. Тоа значи дека ѓаволот нема право да те обвинува. Нема право со ништо да те осудува. Нема право со ништо да пристапува во твојата глава или во твојот живот. Затоа што Исус воскресна. Зошто? Штом си оправдан, покриен, облечен со праведноста на Исус, со неговата света крв, тоа значи дека ти си веќе Божјо дете и Бог гледа кон тебе преку крвта Исусова. Гледа во тебе праведен човек. Дури кога ќе сгрешиш, твојот грев не е поголем од Исусовата крв. Ништо не може да ја измие Исусовата крв од тебе. По благодат и милост на Бога излеана за тебе и врз тебе. Покриен си, невидлив за злото. Ти сега ја имаш Божјата слава и зрачиш. Обновено е. Обновен е односот со Бога и ти сега одново ја изразуваш Божјата слава. Не како Мојсей, каде што беше минливо и мораше да става покривало да не се види дека му минува светилото. Туку сега ние во Христос ја одразуваме Божјата слава. А тоа значи дека се подчинува под Божјиот авторитет, а тој авторитет се манифестира низ нас преку таа Божја слава, која што Бог ни даде одново да влеземе во неа и да ја зрачиме заради крвта на Исуса Христа. Тој воскресна и нас не оправда. И ние како праведници знаеме во Светото Писмо дека вели молитвата на праведникот има голема сила. Сите сгрешија, но само оние што поверуваа во Исус се спасија, станаа праведни, оживеа, воскреснаа заедно со Христос. Тие денеска го шират Евангелието на мирот. Тие денеска работат со авторитетот во Исуса Христа. Тие денеска го променуваат светот. Халелуја! Ако ти не веруваш дека ти си избраниот, ако ти не веруваш дека си Божја ќерка и Божји син, ти ќе живееш поразителен живот. Но ти веруваш, а твојата вера те води во спасение, во победа. Затоа не се предаваш, туку се ослонуваш на Исусовото дело на крстот и стануваш и чекориш победнички, победнички над ѓаволот, победнички над светот, победнички над похота. Никој нема право врз нас, бидејќи Исус не плати, негова имовина сме, него му припаѓаме. Затоа сета слава него му ја оддаваме. Халелуја! Халелуја! Ако го искусуваш единството со Христос, тогаш ти нема да си пасивен, ти нема да си само гнила прачка, ти нема да си вештачка од цвеќе, ти ќе бидеш жив, ти ќе бидеш огнен, ти ќе бидеш движен од Светиот Дух и ќе исполнуваш волјата на Отецот, која што ја спознавме преку Исус и ни покажа како практично таа се исполнува со манифестирање на знаци и чуда кои што претходат на ширењето на Евангелието за мирот за Христос. Амин. Значи ние сме тие кои што треба да сведочиме јавно за Христос, дека е жив. И ѓаволот ќе сака да ти стави лепенка. Не може ништо да ти заќути. Не може да му дозволиш. Луѓето кои што се околу тебе ќе те примораат. Не само луѓето, туку и околностите, да свиткаш глава, да заќутиш, да се поколебаш, да се сомневаш дали е моментот да кажам или не за Христос, леле забегано фанатично. Но, посилен е Бог во тебе, отколку оној во светот. Ако му допуштиш тој да те води, ќе станеш, ќе изгрееш и ќе ослободиш таа Божја сила, таа Божја слава, таа Божја благодат. И ќе кажеш слово кое што продира како меч со двеоштрици, кое што ги распарува мрежата на сатаната и сите негови дела, кои што Исус ги порази. Ти си повикан да ја објавуваш победата на Христос. Ти си повикан да го шириш Евангелието на мирот. Ти си тој кој што е светлина на овој свет. Колку и да се чувствуваш млитаво со ниска самодоверба, малоценност, неувереност и слично, не заборавај дека не треба да се ослонуваш на твоите способности, на твојата начитаност, на твоето искуство, на твоето знаење. Не! Туку само на Христос. Бидејќи Тој живее во тебе,
Тој е на престолот на твојот живот. Тој е тој кој што е заслужен за слава и чест. Халелуја! Слава на Бога! Затоа силно да речеме и да викнеме: Христос воскресна! Христос воскресе! На вистина воскресе! Халелуја! Христос воскресна! Оваа црква ќе расте и ќе станува победничка, но со луѓе кои што вистински живеат со Бога и со Словото на Господа, движени од Светиот Дух и по благодата Божја. Некогаш некој заминуваат од што им е многу добро, толку добро што не би било вистина. Не се залажувајте, не дозволувајте ѓаволот да прави девијација и скривена перцепција пред вас. Верувајте му на Словото, верувајте му на Бога, не на чувствата, не на вашите симптоми и искуства. Верувајте му во целост на Господа. Бидејќи да веруваш, значи да ја предадеш контролата на твојот живот на оној на кој што му веруваш. Бог само може да управува со нас. Дури ни самите ние не можеме. Колата сама по себе се возили? Не. Дури да има автопилот, ќе сгреши, ќе удри, ќе загине. Но ние не сме празни, ние сме живи храмови. Храмови на Светиот Дух се нашите тела. Бог живее во нас. Ако Бог е со нас, тогаш кој е против нас? Никој! Халелуја, слава на Бога! А вака Великден на друго место не се слави освен во жива Христова црква. Алелуја. Во светот знаете, луѓето со гозби, јагниња, јајциња фарбаат, ама ние овде знаеме зашто сме тука. Затоа што Господ Исус Христос воскресна и тој е жив и ние сме тука за да го прославиме на вистински начин неговото име, кое што е над секое име. Но ајде да се подсетиме малку на периодот пред Исус да биде распнат и пред да се случи воскресението. Што се случи? Тој беше измачуван, спомна и пасторот, беше тепан, понижуван, отфрлен од луѓето и во времето кога Исус живееше, една казна која што се применувала за злосторниците, било камшикувањето. И Исус прими казна и беше камшикуван иако не беше злосторник. Најверојатно од она што го читаме во Библијата е дека начинот на кој што бил Исус камшикуван е римското камшикување, кој што било доста сурово и болно и дури се откинувале парчиња месо од човекот кој што бил камшикуван. И доколку се продолжило над 40 камшици, човекот починувал за време на самото камшикување. Додека во еврејските закони постоело граница на 39 камшикувања, за да не биде човекот изложен на јавно понижување, и тоа го чита, може да го прочитате во Второзаконие, 25 глава 3 стих го пишува. Но кај римјаните немало таква граница и не запирале, продолжувале се додека личноста не починела. Значи се изведувало со 2 или 3 жици кои што били испреплетени и имало метални како ножиња кои што откинувале дел од кожата и од телото на човекот. И постоеле два начини на казнување на злосторници. Првото било или со камшикување над 40 камшици, при што личноста умирала, или со распнување. А нашиот Господ, замислете, ги искуси двете овие работи. Иако не беше ниту злосторник, ниту направи грев. Интересно е друга страна што во медицината постојат 39 категории во кои што може да се сместат сите денешни познати болести, болки и ментални нарушувања. Значи сите болести, болки, без разлика дали е рак, ишијас, шизофренија, што и да е, може да биде вметнато во некој од овие 39 категории. А интересно друга страна е што Исус прими 39 камшици, и тоа не е случајно, туку тој ги прими тие 39 камшици за секој еден камшик, за секоја една категорија, за ние да бидеме целосно исцелени. Затоа повеќе не држи ако ви речи докторот со здраве да си носите ишијасот цел живот. Не, има начин како да бидете исцелени. Преку раните Исусови. Тоа го читаме во 1 Петрово, 2 глава, 24 стих.
Тој сам во своето тело ги понесе нашите гревови на дрвото, та ние умирајќи за гревовите да живееме за правдата, преку неговите рани се исцеливте. И в целите е завршено дејство. Обезбедено е преку раните Исусови кои што Господ ги прими од камшикувањето. Размислете, ако нас не боли глава или зап, не сме расположени за ништо. Дури да ни дадат некоја обврска, ќе ни биде тешко да ја завршиме или ќе одложиме. А Исус беше 39 пати камшикуван. Претрпе огромна болка. Предпоставам дека едва е можел да стои. Бил на работ меѓу смртта и животот, но сепак продолжи да оди напред на Голгота. Но и покрај физичката болка имаше и нешто друго. Тој дојде за луѓето, а тие го отфрлија. Тие што беа најблиску со него учениците 3 години, кога го апсија, го напуштија, се разбегаа секој дома. Еден од нив дури се одрече 3 пати од него, а друг го предаде. Без разлика дали се соочувате со таква ситуација на физичка болка, на отфрленост, на осаменост, лесно е човек да се откаже и да рече не можам, сега не доаѓам. А Исус продолжи напред да испие чашата која што Отецот Небесен му ја даде за нас. Сигурно сте огледале филмот Пасија за Христос, братот Крсте го стави линкот како предлог филм за овој период. И има една интересна сцена, актерот кој што го глумеше Исус посведочи за моментот кога се снимало камшикувањето. За да не го удрат со камшиците, се ставало една метална плоча позади него, за да бие заштитен кога замавнувале со камшиците. Но замислете, покрај тоа се случило камшикот да прескокне преку металната плоча и го удрил во телото. Што се случило? Таква болка осетил човекот, посведочи дека останал без див и завршил со рана од околу 40 сантими. Еден камшик те остава без див. Потоа уште еден те остава без див, па уште еден и се корне месото и тече крв. Навистина болно, 39 пати, но Господ продолжи. Господ продолжи. Дојде и пострада и ги зеде нашите гревови, гревовите на светот за себе на крстот, за да примиме прошка и вечен живот. Значи сега нашата главоболка, болка или тага или некоја друга ситуација не треба да ни биде изговор дали ќе доаѓаме на богослужба или не, или дали ќе му служиме на Господ или не. Така е. Господ не бара од нас ние да го поминеме истото што го помина тој и да бидеме камшикувани. Но можеме да возвратиме на неговата љубов која што ја покажа кон нас. Како? Со тоа што ќе ги пазиме неговите заповеди, зашто во Словото пишува дека тој што ги пази неговите заповеди, тој што го љуби. Ќе прочитаме во Јован 14 глава 21 стих. Кој ги има моите заповеди и ги пази, тој ме љуби. А кој ме љуби мене, него ќе го љуби мојот татко и јас ќе го љубам и ќе му се јавам сам. Значи, кои се заповедите? Тоа се заповедите на љубов. Љуби го Господа својот Бог со сето своје срце, разум, душа и сила и љуби го ближниот како самиот себе си. Значи, сега не можеш да кажеш дека веруваш во Исус и дека оцениш она што го направил за тебе, да не бидеш дел од неговата црква. Господ на вистина направи големо дело за нас, умре за тебе и скапоцен си во неговите очи, но не откупи за да бидеме залутани овци, да бидеме надвор во светот, туку да бидеме овци во неговото стадо, каде што ќе примиме здрава храна, свежа вода и каде што ќе ја примиме и почувствуваме топлината од љубовта на браќата и сестрите околу нас. Алелуја. Би сакала да започнам со стихот од Исаија, 53 глава, 4-5 стих. Повеќе да го повторивме, но е многу клучен и би го кажала на глас. А тој ги понесе нашите болести, ги зеде врз себе нашите болки, додека ние сметавме дека Бог го бие и го понижува. За нашите престапи беше прободен, сотрен за нашите беззаконија, казната за нашиот мир падна врз него. Преку неговите рани ние се исцеливме. Амин. Тоа е многу важен стих. И од овој стих осознаваме дека секој физички, емоционален, духовен проблем Исус го зеде на крстот и преку неговите рани ние примивме што? Исцелување. Значи тоа е завршен чин, како што каже Николче. И тоа треба да го прифатиме за наша реалност. Ова верувам сите дека го знаеме, но на што сакам да се надоврзам од овие стихови? Сакам да се вратам наназад на 3 стих од истата глава, 53 глава од Исаија, каде што вели. Само момент. Беше презрен, отфрлен од луѓето,
човек на болката, свикнат на страдањето, од кого секој го странува лицето свое. Беше презрен и за ништо го сметавме. Исус од кого беше отфрлен, плукан и кој го сметаше за ништо? Луѓето. Истите тие луѓе кои што во еден час го поддржува, а во другиот момент го предадоа. Исто така вели за ништо го сметавме. Вели во прво лице множина. Ние луѓето, Исус во минатото за ништо го сметавме. Дали некој преходно знаеше за Исус кој е Исус и дека е наш Господ и Спасител? Никој. Ни јас не знаев. Знаев дека постои Бог, дека седи на некоја фотелја таму горе и дека аз треба да правам нешто за да му се допаднам на Господ. Но не е така. Исус е тука, тој е блиску со нас и во нас преку Светиот Дух. И фала му на Господ што таа вистина ја спознавме токму тука. Што сакам да потенцирам со овој стих? Исус знаеше што има во луѓето. Исус знаеше каква е човековата природа. Тоа го пишува во Новиот Завет. Исус многу добро ги знае мислите, намерите на човечките срца. Господ знае утре што ќе направиме и денеска што ќе направиме. И на сето тоа кој што тој го претрпе, на сето тоа плукање, омаловажување, на сета таа отфрленост, на сиот тој срам и за тоа што за ништо го сметавме, как одговори Исус на сето тоа? Со љубов. Исус одговори со љубов. Нас не удри со камшик Исус кога ние го плукавме, кога не знаевме за него, туку со љубов врати код нас. Со тоа што се даде себе си за секој еден од нас. За секој што верува во него да не загине, туку да прими вечен живот. Амин. И тоа е големо олеснување, ослободување за нас. Зошто? Бидејќи со стариот грешен начин на живот ние не заслуживме да бидеме спасени. Но оној кој што не искуси грев, Бог го направи грев за нас, за да станеме Божја правда преку него. И тоа го пишува во 2 Коринтијани 5 глава 21 стих. Тоа е многу важен стих. Исто така, сакам да ве прашам, кратко прашање. Дали би го дале својот живот за некој што убива, што краде, што силува деца? Не. Па Исус и за нив го даде свој живот. И за нив, и за нас, и за тебе, и за мене. Дали заслуживме во никој случај? Но Бог ја покажа својата огромна љубов кон нас. И тоа го пишува во 1 Јованово 4 глава 10 стих. Љубовта е во ова, не дека ние сме го возлюбиле Бога, туку тој не возлюби нас и го испрати својот син како жртва помирница за нашите гребови. Амин. Значи, за праведник вика словото или за добар човек, можеби некој би се осмелил да умре. Но дали за грешник некој би умрел? Па Исус умре. Во Римјани 5 глава 7 и 8 стих пишува: за праведник одвај некој ќе умре, а за добриот можеби некој ќе се осмели да умре. Но Бог ја покажа својата љубов кон нас со тоа што Христос умре за нас, додека уште бевме грешници. Значи, Исус ни го даде неговото бреме и неговиот јарем, кои се лесни, кои се благи, го земе нашето бреме и нашиот јарем кои што се тешки. За ние во леснотија да живееме, во неговата слобода, во неговиот мир, во неговиот шалом, зашто тој е принцот на мирот. Исусовата љубов е безусловна, нема конкуренција. Да ви кажам право, бесплатна е, надофатни е, како чинија со вкусно јадење на масата. Замислете дека на масата има вкусна чинија со јадење. Дадено ни е. Но што треба ние да направиме? Да чекаме некој друг да ни даде да се најадиме? Не. Сами треба да посегнеме за да каснеме. Од да вкусиме од таа Божја љубов, од таа Божја благодат. Дадено ни е надофат, но ние треба тоа да го цениме и да го примиме во нашите срца за наша реалност, да ја искусиме таа Божја љубов. Како искусуваме таа Божја љубов? Кога веруваме во делото кое што Господ Исус Христос го изврши на крстот за секој еден од нас. На крстот се случи таа божествена размена, како што спомна и пасторот. Исус осиромаши на крстот за ние да се обогатиме преку него, да живееме живот во изобилие. Тој ги понеси сите болки, болести, слабости, сите болки, болести, слабости за ние преку неговите рани да примиме исцелување и сме веќе исцелени, тоа е завршена работа. Но треба ние да го примиме тоа со вера. Исус стана проклетство за нас, за ние да живееме живот во Божји благослови, зашто е пишано: проклет е секој кој што виси на дрво, а Исус висеше на дрвен крст за нас. Исто така Исус на крстот кога висеше го зеде сиот срам од нас, зашто висеше потполно гол на крстот, без облега. И замислите тоа, ем висиш на крст, ем си гол.
сите ти се смеат околу тебе. Но Исус тоа го претрпи за нас, за ние да живееме без срам. И што е најважно, Исус беше отфрлен од таткото. За ние да бидеме прифатени од таткото. Знаете, во моментот кога ги зеде сите гревови на човештвото врз себе, тогаш беше отфрлен од таткото и од таа болка емотивна тој ја искуси таа отфрленост. За миг искуси што значи да се биде одвоен од таткото. Гледате колку било болно за Исус за момент што било отфрлен од таткото. А да бидеш 20-30 години, цел живот. Значи преку Исус ние сме прифатени. Има излез од тоа, преку Исус. Ние преку Исус станавме Божја праведност. Кажи, јас сум Божја праведност преку Христос и заради Христос. И тоа не е празна реченица, туку тоа е вистина, реалност која што се случила пред повеќе од 2000 години на крстот заради нас во името на Исус. Кога Исус кажа на крстот се сврши, завесата одгоре надолу во храмот се расцепе, се стресе земјата и верувајте, од тој момент ништо повеќе не остане исто. Исус го ставија во гроб, умре, нели, беше погребан, но на третиот ден воскресна, оживе и ние веќе сме мртви за гревот, а живи за Господ Исус Христос, зашто кога умре Христос, умревме ние, нашата стара грешна телесна природа умре на крстот, а ние сме сега оживеани, воскреснати заедно со Исус. И го имаме Светиот Дух кој што ќе не воскресне во последниот ден. Исто така, она кој што мене ми е најубаво кога мислам на Господ, е тоа што Исус ја победи смртта и го победи сатаната. Замислете, не е тоа победа на избори на политичка партија, тие се радуваат, ќе урлаат 2-3 дена, но ние се радуваме толку многу што Исус победи се. Дури тоа што утре ќе ти се случи, задутре ќе ти се случи, виднина ќе ти се случи, Исус и тоа го победи за тебе. За мене, за сите нас. И нема да потреба ние да се мислиме за утре. Ние сме тука повикани да бидеме гласноговорници за Господ, Христови амбасадори. Замислете кога Исус воскресна, Петар и Јован отидоа да видат, да се уверат дали гробот е празен. И што мислите кога видоа дека е гробот празен? Опашката си ја свитка и си се прибра дома и никого збор. Или што направија? Гласно на сите им кажуваа: Исус воскресна, не е тука, гробот е празен, не го барете живиот меѓу мртвите. Па ние што треба да правиме? Кога вкусивме од Божјата благодат, кога вкусивме колку Господ е добар и дека Бог ни го дава недоброто во името на Исус, зарем треба да молчиме? Море 10 видеа ќе снимиме на Facebook за сите да видат дека Господ е во нас и дека тој го трансформира нашиот живот за негова слава, а не некој да не тера. Така е. Со ова би завршила и за овој момент најмногу се замислив лично јас. Кој е мотивот на нашето срце? Кога нешто правиме, без разлика, дали дома, дали тука во црквата кога доаѓаме, кога сакаме да послужиме, кој е мотивот на нашето срце? Што не придвижува нас? Дали сме исти како Исус, кој што беше придвижен од љубов, на дело покажана, не на празни зборови, и таа љубов покажана на дело, ете го резултатот. Ние сме тука. Или сме придвижени од некој друг мотив. Ако сме придвижени од љубовта Божја, тогаш ќе бидеме како Исус, кој што кога го плука, го исмева, го навредува, го критикува, тој не врати со зло, туку врати со љубов. Им прости на луѓето. И како што вели Светото Писмо, молете се за своите непријатели, благословувајте ги оние што ви колнат. Такви треба да бидеме и ние. Тоа е нашиот повик. Кога ќе не удрат по едниот образ, другиот да го свртиме. Тоа е нашиот повик. Љубов на дело. Каков што е Исус во светот, такви сме ние во светот. Тоа да си го врзиме во крпчи. Ако Исус го гонија, и нас ќе не гонат. Ако го мрази Исус, и нас ќе не мразат, па што има тука сега да се секираме, што ќе кажел комшијата за нас дека сме биле забегани. И што нека кажат? Нека кажат. Но знаеме, ние имаме печат во нашето срце што Исус направи на крстот за нас. Кога го имаш тој печат во срцето дека Исус те сака и дека скапо си платен, нема да те интересира друг што ќе каже за тебе.
Алелуја, слава на Бога. Љубовта победи. Светото писмо за љубовта вели дека се премолчува, се верува, на се надева, се трпи, дека љубовта никогаш не престанува. Љубов која Исус ни ја покажа, висејќи распнат и измачуван на крстот, за ние да живееме во благослов и победа. Во Исаија 53 глава пишува: беше презрен, отфрлен од луѓето, човек на болката, свикнат на страдањето, од кого секој го остранува лицето. Беше презрен и за ништо го сметавме, а тој ги понесе нашите болести, ги зеде врз себе нашите болки, додека ние сметавме дека Бог го бие и го понижува. За нашите престапи беше прободен, сотрен за нашите беззаконија. Казната за нашиот мир падна врз него. Преку неговите рани ние се исцеливме. Сите скитавме како овци и секој одеше по својот пат. А Господ ги возложи на него беззаконијата на сите нас. Го измачуваа, а тој оставаше и не ја отвори својата уста. Го одведоа како јагне на колене, како овца нема пред оние што ја стрижат, не ја отвори својата уста. Да се верува во Господ Исус Христос значи да се живее во победа, која тој ја извојува на крстот, над смртта, над сатаната, над болестите, над сето зло. За мене, за тебе, за целото човештво. Нема поголема радост од сознанието името да ти е запишано во книгата на животот. И нема поголема љубов од таа со која Бог толку го возлюби светот, што го даде својот единороден син, да секој кој верува во него да не загине, туку да има вечен живот. Нема поголем подарок од тоа, по благодат да си спасен, преку верата во Господ Исус Христос. Нема поголемо чувство на сигурност од тоа да си во Божјата закрила и да не се плашиш повеќе од ништо. Спокојно да легнуваш и да заспиваш. А колку ли е прекрасно да знаеш какви чудесни ветувања остави. Тој ги укрепува срцата на сите кои се надеваат на него. Освежување е за нашата душа и не води по патеките на правдата заради своето име. Денес и солзи да потечат, нека течат. Од радост, од благодарност, за оваа победа, за љубовта која ни го промени животот, за љубовта која на дело ни ја покажа во сета широчина и длабочина. Љубов која не се опишува со збор, туку се чувствува преку секоја наша воздишка и во секое очукување на нашето срце. Христос воскресна, љубовта победи. Љубовта секогаш победува. Кога е од Бога, таа никогаш не престанува. Одново и одново во срцето извира.